Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски синоќа од Струмица рече дека земјата не може да чекори кон европскиот пат со нечесни и непринципиелни луѓе и аболирани политичари. Во речиси едночасовен говор пред сопартијците и поддржувачите од Струмица, Мицковски ја критикуваше работата на актуелната влада и премиерот Зоран Заев. Тој рече дека СДСМ е иста од времето на транзицијата, но сега малку пософистицирана. Лидерот на ВМРО-ДПМН ги повика граѓаните да волонтираат во партијата без да мислат на придобивки и привилегии и да направат добро за себе и за својата земја. Тој самиот рече дека година и половина волонтира и дека не е страшно и тешко. Меѓу другото, председателот на опозицијата рече дека е време да се подобри сликата за политичарите меѓу граѓаните. Изминатиот период, шетајки низ Македонија, поминав по неколку пати многу градови, многу села, урбани центри, рурални центри, поголеми, помали, разговарав со илјадници наши сограѓани. Тажно, но истинито. Човек треба секогаш да се соочи со вистината, да ги прифати фактите и аргументите, затоа што само така може да биде подобар. И не треба тие да го повредуваат, се разбира, ако се добронамерни. Еден заеднички именител имаат, една заедничка оска имаат на обединување сите овие луѓе кои ќе сретнат политичар кој што стои пред нив и вели вака ќе биде, така ќе биде. Или велат, еве го Лажгово дојде, или сака да добие од нас доверба за да краде. Значи или сме лажговци, или сме крадци. Тоа е вистината. Таква е перцепцијата за граѓаните. За нас, политичарите. Затоа што 28 години политичко мучуриште постои во нашата држава. Мораме тоа да го промениме. Мораме да дадеме се од себе да тоа политичко мучуриште го промениме, го избистриме, го направиме питка вода за да може секој еден граѓанин ја конзумира. Мицковски им се заблагодари на пратениците од Струмица Васил Пишев и Ванко Верманчев затоа што не гласале за уставните амандмани на 19 октомври. Тој се наврати и на обвинувањата дека не бил за Европска унија и НАТО. Лидерот на опозицијата ги демантираше ваквите наводи, тврдејќи дека тој е за членство и во Унијата и во НАТО алијансата, но не по секоја цена и пораче дека постојат принципи кои не можат и не смеат да се погазат.